Јас сум Анита Цветкова, оделински наставник од 4-то оделение во Основното училиште Његош Јурумер. Денес, на часот по ликовно образование, ќе се запознаеме со наставната содржина комплементарен контраст и тонска градација на бои. Сликање пејзаж со помош на геометриски фигури, техника колаж пейнт. Цели на часот: да препознава и да применува при сликањето комплементарен контраст на бои, топли и ладни бои. Да се усоврши техниката за правилно, прецизно сечење, одлепување и лепење парчиња колаж. Поим за контраст. Контрастот во секојдневниот живот значи кога ќе споредиме две нешта кои меѓусебно се спротивни, например, големо и мало, темно и светло, меко и тврдо, високо и ниско, дебело и тенко и така натаму. Контрастот е ликовен принцип кој може да се примени на сите ликовни елементи, со линијата, бојата, тонот, насоката, текстурата и слично. Во ликовната творба можеме да употребиме контраст на линии, дебели и тенки, прави и криви, куси и долги, контраст на боја, темни и светли, ладни и топли, контраст на светли и темни тонови, контраст на големи и мали, округли и аглести форми, хоризонтална и вертикална насока. Комплементарен контраст е кога на секоја основна боја иследува контрастна боја. Например, црвена со зелена, жолта со виолетова, сина со портокалова. Видови на бои. Основни бои. Основни бои се жолта, сина, црвена. Секундарни бои се зелена, портокалова, виолетова. Топли бои се жолто-зелена, жолта, жолто-портокалова, портокалова, црвено-портокалова, црвена, црвено-виолетова. Ладни бои се зелена, сино-зелена, сина, сино-виолетова и виолетова боја. Контрастни бои се жолта со виолетова, сина со портокалова и зелена со црвена. Овде ни се дадени примени на употреба на контрастни бои. Во едниот цртеж ученикот употребил контрастни бои, сина со портокалова. На другиот цртеж и на другиот пример ни се дадени употреба на контрастни бои со помош на геометриски фигури. Тонови. Кога на некоја боја и додаваме бела или црна и ја одземаме силата, таа станува потемка. Така ги добиваме тоновите на боите, тоест тој поим се нарекува градација. Поим за колаж. Кога цртаме и сликаме, ние можеме да комбинираме и други разновидно обоени површини кои ќе ги налепиме на цртежот или сликата. Кога правиме ликовна творба со лепење, апликација на други обоени површини од разни материјали, велиме дека таа техника е колаж. Кога комбинираме цртеж и колаж со други површини, велиме дека имаме колажиран цртеж, а кога комбинираме сликање и колаж, велиме дека имаме колажирана слика. За колаж можеме да употребиме обоени површини од разновидни материјали, од хартија, текстил, текстура од хартија, делови од фотографија или обоени или текстуални површини од други
печатени материјали. Во најново време за колаж се употребуваат и други материјали кои ги среќаваме во секојдневната употреба. Секој автор си одбира со каква боја, форма и големина ќе ја комбинира својата творба. Сите обоени површини се лепат и се комбинираат на подлогата од хартија во една комбинација која гради една целина. Фатлице весели, сенка колаж. Ваша задача, драги ученици, за овој час е следна. Вие ќе бидете поделени во две групи. Едната група, тоест првата група, ќе изработка на цртеж со техника колаж на тема пейсаж со употреба на контрастни бои. Тоа ќе биде онаа група која што во моментот не е во можност да работи со помош на компјутер. За таа цел потребни материјали се лисов блок број 4, самолеплива хартија, колаж, ножички, молив и гума. Цртежот ќе го работите со помош на геометриски фигури. Како? На следниот начин. Прво, со помош на геометриски фигури ќе си нацртаме пейсаж со моливче, а потоа со сечење на делови од колажот ќе ги одлепуваме и ги лепиме на листот од блок. Втората група, ученици кои што во овој момент располагаат со компјутери во својот дом, ќе имаат да изработат цртеж во апликацијата Paint на тема пейсаж со употреба на контрастни бои. За таа цел, јас како помош за група 1 го приложувам мојот цртеж, кој што може да ви помогне, но не мора ни да значи да биде истиот. Исто така, за втората група, во All Program ја избираме апликацијата Paint. Откако ќе ни се отвори, со помош на лентите што се наоѓаат на горниот дел од екранот, ќе се обидеме да нацртаме цртеж на тема пейсаж со помош на алатките. Како помош, исто ви давам цртеж каде што сега малку се разликува од тој претходниот цртеж за група 1, бидејќи забележувате дека постојат бројчиња. Значи, направен е редослед на кои алатки прво ќе ги користите за да можеме да го изработиме цртежот. Тоест, под бројот 1 си бираме една од геометриските фигури за да си го направиме сонцето, потоа одиме под број 2, ја земаме кантичката со боја, кај алатката со број 3 одбираме боја, тоест жолта, и ја боиме, кликаме во геометриската фигура кругот и ја обојуваме. На тој начин ќе го сработите вашиот цртеж, истиот ќе го пратите на мејл во договор со вашите наставници. Ученици, ви благодарам на вниманието и до следно видување.